таму. А сега е време за гости. Тука е нашата Слободанка, која ова утро е задолжена за нејзините гостинки, кои што денеска ни пристигна од Филос, училиштето за странски јазици. Добро утро, Слободанче, добро утро. Добро утро, Сузе. Прекрасна ти е косата. Благодарам многу, јас ме познавте, нели? Да, преубава. Благодарам. Добро утро за тебе, добро утро и за нашите гледачи и добро утро за нашите гостинки. Нашата гостинка мора да ја ослободиме, вели дека е прв пат на телевизија во живо. А не е ништо страшно. Верувам дека ќе биде пријатно и искуство. Да, во живо сме. Добро утро на сите. Добро утро и добре ни дојдовте. Можеме и песна да испееме за да бидеме За да ја поопуштени. опуштиме, така. Но мислам дека нема да имаме Сузе, потреба. немате никаков проблем. И со сите мои колешки. Така да сега ќе си разговараме за она и за што сме тука. Но дали ќе може да започнам од помладата дама? Да, Тијана и Агата Поповиќ. Филос, училиште за странски јазици. Тијана, ме интересира, еве, од кога е желбата токму за едно вакво училиште и колку години постои училиштето? Училиштето е формирано во 1995 година. Далечната. Далечната 1995 Тоа година. навистина се многу години. Да. Започна со работа со само англиски јазик и со само 16 на ученици. Меѓутоа, како што поминуваа годините, добивме побарување за други јазици, па така со тек на време ги воведовме и германскиот, францускиот, италијанскиот, шпанскиот, албанскиот јазик, но имаме и македонски јазик за странци. Аха, така. Да. Кои доаѓаат тука и имаат своји активности во Македонија? Да, Или се точно. со живење во Македонија? Точно. Агата, колку е важно да знаеме јазици, поготово сега во ова време, јазикот е прозорец кон светот, како велате. Знаете што ме интересира? И вие сте долги години како и професор по англиски јазик, сега и во училиштето Филос, толку многу години наназад, и излезени ученици кои што зборуваат јазици од токму вашите предавања во училиштето. Полиглоти ли сме, знаеме ли ние македонците да ги усовршуваме јазиците? Вие рековте дека нема да ни поставувате прашање. Да. Значи, побарувањето на јазиците зема голем замав, особено во периодот после пандемијата, бидејќи некако се отворивме кон светот и свативме дека дигитализацијата која што навлезе зема експанзија во 21. век, овозможи на многу наши сограѓани, помлади деца, луѓе во средна возраст да работат за странци. Но првата прича, мислам, основниот услов е да се владее некој од странските јазици, во главном акцентот е на англискиот и на германскиот. Во последно време? Во последно време, така да јас говорам за луѓето кои што за среќа останаа во Македонија, не заминаа надвор. Голем противник сум на одење на одлив на кадарот, бидејќи тука ги школуваме децата. Така. И се повеќе се бара странскиот јазик како средство за комуникација било каде. Но исто така се барат и меѓународните дипломи, веќе тоа се имплементира и во Македонија години наназад за било какво вработување, потоа за напредување во својата кариера. Тој нема да ви бара еден обичен сертификат каде што пишува диплома дека го владеете јазикот, туку бараат меѓународни дипломи, така да тој некако и потик во нашата професија да децата кои што ќе ги земе, многу зборувам. Не, одлично Децата зборувате. кои што ќе ги земеме од прво оделение го изучуваат јазикот дури до факултетски своји денови, се со цел да добијат едно од меѓународните дипломи кои што се со неминлива трајност, а се издадени од Кембридж. Како за прв пат пред телевизија и во живо, вие сте одличен соговорник. Сузана ми дава... Сузе, знаеш ли зошто се со која цел нашите гостинки тука? Ова е навистина нешто за поздрав, но вие ќе оставам да кажете и да ни објасните што е ова. Или младото, кој сака? Убаво ти тргна, повели слободно за акредитацијата, повели. Ова е нешто навистина што е за пофалба и токму затоа сме ова утро во нашата
утринска програма да кажеме дека ова е веќе акредитација од Обединетото кралство. Меѓутоа, вие ќе ни појасните за што поточно се работи. Вие го добивте ете со толку макотрпна работа и после толку години училиштето Филос ја добива акредитацијата за едукација од Обединетото кралство, меѓутоа. Да напоменам дека и Лора беше наша ученичка години, кај двете мои ќерки беа ваши ученички, јас сум презадоволна и предоволна. Фантастичен родител за соработка, морам да ве пофалам. Одлично, видиш, овој момент не го знаев, така да баш ми е драго. Вака сега, спонтанно што се случи. Тука ете малку да се пофалиме, никогаш не смислевме во јавност. Значи, тој проект кој што го работевме, бога ми 4 или 5 години, со исклучок на летата, освен ова лето работевме, каде што Филос не работи. Решивме да имплементираме нешто ново, кое што не беше на некој начин и предизвик во работењето. Пред 10 години имплементиравме и со стандардизација, и така луѓето ми прашуваат, па што ке ви, вам не ви треба за тендер и така натаму, но таа стандардизација многу ни помогна во работењето, ни сканализира. Јас не сум школувана за менаџер. Сите сме ние професори, значи цел живот учиме. Учиме, така. И тука би сакала јавно да му се заблагодарам, мислам дека уште спие, тој спие до кај 90 часот, нашиот консултант господин Васил Миновски, кој што си во овие години е покрај нас. И тој не научи за политика на квалитет, справување со неосогласености и така натаму. Да се навратам, најкоснije професорите многу зборуваме, кажете ми да престанам ако зборувам многу. Одлична сте, исто како да сум на час се чувствувам. Така, да ви спрашам. Како на предавање. Се ки дадам збор на тие. Да, одлично. И сега имаше ups and downs во тие 4-5 години, бидејќи побарувањата на англичаните, на телото за акредитација и кол се навистина свемирско, мислам, многу е големо. Секој е чест за вас. Тоа единствени сме во Македонија. Сега ќе кажам, да. И така, ако скролате, ќе најдете Македонија. Значи, ИКУЛС е тело за акредитација од Обединетото кралство, кое што беше застапено во 36 земји. Ние сме 37-та, ние сме први единствени во Македонија и има уште 3 институции во бивша Југославија, од кои што едниот е универзитет. Значи, тие се тело кои што се високо рангирани во Англија, ајде Обединето кралство, кои што акредитираат универзитети, средни училишта, основни училишта и ние најмалите тука центри за страни јазици. Повторно ќе се навратам, беше долготраен процес, ето тоа беше онлайн, така имав поддршка од мојот тим, значи станува збор за професори кои што работат повеќе од 10-15 години, па и повеќе од 20 години во Филос, да не се откажуваме и несебично се вклучија последната година во доставување на стотици документи. Јас сега кога ќе кликнам на eQuals Inspection, не можам да верувам дека толку длабоко и темелно не оценува и евалуира. Секој детал. До најситниот, немам до зборови, дури она за прскање против пожарот кога дојда тука, така да конечно договоривме средба 16 до 18 мај, дојда во Скопје. Огромна благодарност до нашите колеги, секогаш самашките први, бидејќи ни се малку, и колешки кои навистина дадоа се од се. Грешив? Не, се од себе. Се од себе? Да, како и да. Посетата беше исцрпувачка од 7:30 до 9 часот навечер. Помина преку 60 групи. Влегоа кај секој професор, ги оценува. Дали тоа нивниот принцип на работа? Да, ние се соочивме со нешто што бевме... бевме... Гледаме и фотографии од Филос моментално, но зборувајте вие. Гледачите имаат можност да ги погледнат. Ние не знаевме што да исчекуваме тие 3 дена и се навистина бевме прво исплашени многу. Верувам, од ова што го кажувате. Бидејќи па имавме и среќа ни падна пак главната директорка за акредитација на цел свет, меѓутоа прекрасна женичка Анџела, италијанка по потекло. И значи вака, ги оценува професорите, разговараа со родителите, разговараа со децата, обиколија многу локации, повеќе локации, и морам да ги пофалам директорите на основните училишта, бидејќи принципот на нашето работење е работиме во основни училишта и во наши простори.
за да влезе страно лице во основно училиште, јас бев должна утрото да го известам директорот, односно директорката, Така, која што информацијата пренесуваше на обезбедувањето и инспекторот смееше да влезе само со наш професор, дури на едно место и го зема пасошот. Значи, ова една порака до родителите дека во моментот обезбедувањето во училиштата, основните училишта е навистина работи безпрекорно. Да. Многу интересно од ова што го слушнав. Суза, јас би сакала само да прашам, Лора и Матеја ги споменавме, тие се прекрасни ќерки на Суза, јас ги обожувам и многу ги сакам. И многу ми се драги и мили. Кои јазици ги изучува? Англиски. Англиски јазик. И сега си го владеат англискиот јазик? Да, Лора веќе одлично се снаоѓа, дури и работата е поврзана со користење на англиски јазик и е преблагодарна на вистина за сите стекнати знаења. Матеја, за жал, само 2 години посетуваше во Филос, но во тие 2 години направи огромен исчекор и напредок во искуствата, така да јас топло ги препорачувам на сите оние кои што сакаат да грабаат познаење. Познаење со јазици. Ајде малку сега и да се навратиме кај Тијана, да не ја запоставуваме ова прекрасна девојка, да кажеме дека сме мајка и ќерка, па и си личите. Се личиме? Да. Имате црти. Се личите со оглед на тоа и знаењето е пренесено кај карактерна. Да, знаењето е пренесено и кај својата ќерка. Тијана, ајде уште малку за Филос, имавме можност да ги погледнеме фотографиите, како вие, може и повторно да се врта додека разговараме, како вие работите со дечињата, од која до која возраст, секако секој по своја желба за јазиците, меѓутоа, уште еднаш би сакала да знаме, ве кажа и Сузе, значи вие го правите оно исчекор за понатака и за да се совладаат јазиците. Ги имаме повеќе, ги споменавме, кој јазик им е најтежок за совладување? Многу интересно прашање. Меѓутоа, тоа навистина зависи. Но во глобала општо е, вака, ме интересира. Па вака, во глобала, бидејќи германскиот јазик е во подем, сега имаме големо побарување за германскиот јазик. Sprechen Sie Deutsch, ja? Ja, natürlich. Дечињата кога ќе се запишат на германски курс, за разлика, например, да направам компарација кога ќе се запишат на англиски, се соочуваат со страв во одредени случаи, дури со аверзија, бидејќи не го познаваат јазикот. Јазикот го изучуваат и го слушаат пасивно. Англискиот јазик, кога ќе почнат да го изучуваат, они доаѓаат, веќе го познаваат вокабуларот. И дури се соочуваме со ситуации teacher, јас веќе ова го знам. Да, они имаат вокабулар, конкретно за англиски, меѓутоа, они не се описменети, не знаат да пишуваат, не ја познаваат граматиката. Додека пак, за германскиот јазик конкретно, тие почнуваат од нула. Немаат вокабулар. Падежите се многу специфични во германскиот јазик, да. Тоа додека се објасни што се падежи, како се, сепак и граматиката е малку покомплицирана. Можам да кажам дека германскиот јазик е. Да. Меѓутоа, наша цел е не само да ги научиме учениците, туку и да им всадиме љубов кон јазикот. Тоа е многу важно, да, за да го засакаат, за да го учат потоа. Точно, бидејќи кога се има љубов и кога се има желба, понатаму се е лесно, без разлика колку е тешка граматиката, колку е комплициран јазикот, така да се изразам. Да, верувам. Меѓутоа, зборувавме и кажавме, еве, за оние кои сакаат да учат јазици, еве, германскиот го спомнав, затоа што знам дека во последно време се изучува. Францускиот исто така спаѓа во потешките јазици, меѓутоа, кај германскиот и англискиот пак има сличности во зборовите, ако ги споредуваме. Секако, да. Така да, полесно ќе биде оние кои го знаат веќе англискиот јазик да го совладаат и германскиот со оние слични зборови со кои баратаат германците. Секако, да. Всушност, тоа ни е една од почетните лекции. Имаме, поготово за младите слушатели, направено многу интересна презентација, каде што се започнува со тоа дека англискиот и германскиот јазик има дури 60% сличности. И така тука малку ги опуштаме. И додека предаваме германски јазик, многу често им правиме компарации, дали со зборови, дали со цел да може полесно да ги запомнат зборовите, речениците. Така. Да. Имаме уште само некоја минута време, па да го искористиме еве за доколку заборавивме нешто за она што и за што сме тука за вашата акредитација. Секоја чест, тоа значи многу вложен труд, тоа значи љубов кон јазиците, љубов кон сите оние кои што ќе дојдат во вашето училиште да им го пренесеме знаењето и еве јас го држам токму во рака она што вие сте дале се од себе толку многу години, така.
За крај, еве што би сакале да додадеме и да кажеме токму за ова што навистина вреди да се пофалиме. Јас би кажала една голема благодарност пред се до мојот заменик Марија Коцева Стојчевски, без која Филос не може да постои. Прекрасна, морам да кажам, Ја познавате. жена, прекрасна сопруга и прекрасна мајка. Да, она е мој заменик. Поздрав. И знае така мирна река брег Рони. Јас сум поексплозивна. На многу мирен начин и Марија ни е најомилената личност во Филос. И треба да ви биде. Да, исто така со цел добивање во моментите кога бевме даун, бидејќи на вистина не можевме се носиме со сите нивни побарувања, голема улога одигра нашиот аутсорсинг, односно надворешен соработник, професор по германски јазик, ти благодарам пред целата јавност, Кети Мирчевска, Христовска, мислам дека е Мирчевска мажена, која што ни даде насоки во однос на наставните планови, каде што ние малку лутавме. И сега уште ова да кажем, уште колку имам време? Уште само една минута, искористете. Што ќе донесе акредитацијата? Акредитацијата ќе донесе да нашата држава, која што, јас ја сакам многу и градот и се, биде уште попозната во браншата на едукацијата. Така. Интерно за сите овие години ние меѓу редови добивавме насоки, не критики, насоки и некои типс како да се подобриме во наставата, што веќе го применуваме. Веќе почнавме да одиме по вебинари, има и годишни конференции, имаме побарување од различни делови на светот за часови, а за некој поголем фидбек нека покаже времето. Многу ви благодарам. Би сакала за крај на германски, како јас сега го имам тоа во умот, со оглед на тоа дека тој јазик ми е така малку барем, ако ништо друго поблизу. Добро утро, секое утро. На германски, како Guten Morgen. Jeden Morgen. Guten Morgen, jeden Morgen. Многу ви благодарам што бевте дел од Добро утро секое утро и се гледаме повторно. Со оглед на тоа, како што кажавме, сме прв пат пред камери, одлични соговорници бевте и убаво објаснивме се за училиштето. Ви благодарам. Благодарам и вам на поканата. Се гледаме. Хубав ден имате. Често така, пред да ви кажам Auf Wiedersehen, ќе кажам само... Und alles gut. Да, ќе кажам само дека многу често сум се прашувала зошто некои луѓе имаат посилни лингвистички вештини за усвојување на нови и непознати јазици и некаде неодамна прочитав дека се било до хороскопот, односно до моментот на поставеност на планетите во моментот кога сме се родиле. Значи, зависно што е нашиот подзнак, имаме или немаме лингвистички вештини, така Нешто да слабо мојот подзнак, Сузе. Јас исто така не можам да се пофалам дека сум од оние кои ги владеат овие лингвистички вештини, доколку сте и вие од тие кои што немате такви способности, не е до вас до хороскопот. Огромна благодарност, Агата и тие, на многу среќа на Филос посакувам во иднина.